Телесната активност je životna potreba na sekoj човек. Незиниот интензитет е во непосредна врска со годините на староста и со обемот на работните обврски. Не помалку се важни и активностите што треба да се обезбедат во областа на физичката култура меѓу студентите. Универзитетот треба да создава се поголеми можности за телесна активност на студентите, но досега во овој поглед во Скопје се направени сосема скромни напори и тоа само на медицинскиот и економскиот факултет. Воведена е задолжителна настава по физичко воспитување во првата година и тоа со 2 часа неделно. По овој пример треба да тргнат и сите други високошколски институции. Меѓутоа, од она што го видовме на овие факултети, можевме да констатираме дека активноста се изведува под многу лоши услови, многу полоши од сите други универзитети во Југославија. Нема сали и реквизити, нема доволен број високостручни наставници, ниту пак терени за изведување на наставата. Во универзитетот од вкупно 25.000 студенти со телесно вежбање активно се бават околу 1.600 и тоа вклучувајќи ги оние што се членови на одделни спортски организации. Во основа, активноста на студентите од овие два факултета се одвива во изнајмените сали на Друштвото за телесно воспитување Партизан или на одделни отворени терени што ги имаат факултетите. Но сепак интензитетот на наставата и бројот на часовите што се предложени за физичката култура не влијаат доволно врз активирањето на органите и органските системи. Потребно е да се овозможи континуиран секојдневен процес на организирана телесна активност и вон часовите за телесно воспитување, бидејќи само на таков начин можеме да бидеме сигурни дека тоа ќе има позитивно влијание врз големувањето и подобрувањето на психофизичките способности на студентите. Ако знаеме дека на нашиот универзитет од 14 до 16% од студентите се занимаваат со организирана телесна активност, а другите времето го поминуваат во кафеани, диско-клубови или стоејки по тротоарите, тогаш ова со сигурност представува многу опасен вакуум од телесна неактивност, што ќе се продолжи и понатаму откако ќе станат работници во активниот процес на производството. Тоа крие непобитна опасност од смалување на функционалните физички можности, што се непобитен предуслов како за подобро здравје, така и за повисок степен на производство, а од друга страна се создаваат луѓе кои не можат да одговорат на најголемата обврска да се вклучат во општонародната одбрана на нашата земја. Немањето на објективни услови за изведување на наставата по физичко воспитување во склопот на високостручните институции не мора секогаш да биде изговор дека оваа активност не може подобро да се организира. Денес, во Скопје, каде што се лоцирани најголемиот број од факултетите и високите школи, има голем број сали во училиштата и во Друштвото за телесно воспитување Партизан, како и саемските хали, кои за жал многу малку се користат. Работниците од Волнарскиот комбинат Тодор Циповски Мерџан од Тетово не само што успеале да го афирмираат овој колектив по квалитетот на производите, туку на спортските игри што секоја година се одржуваат во разни градови на нашава земја, познати по својата текстилна индустрија, како Белград, Ново место, Травник, Крапина и други, секогаш освојуваат високи места во разни спортски дисциплини. Годинава таа така наречена текстилијада од 1 до 3 јули треба да се одржи во Тетово. На овој масовен собир, на кој работниците од овие фабрики ќе покажат колку се тие и спортисти, се поканети околу 200 текстилни колективи од земјава. Фудбалот, атлетиката, ракометот, одбојката, кошарката, пингпонгот, стрелањето и шахот се спортови кои на овие надпревари, па и на општинските работнички спортски игри ангажираат околу 140 работници надпреварувачи во машка и женска конкуренција. Тоа претежно се млади луѓе, чии години со себе ги носат и овие резултати за кои добиваат и посебни признанија, пехари, дипломи и спомен плакети.
Илинка, Верица, Стојна, Снежана, Милена, Кире, Јорде, Свето, Митко и другите со восхит зборуваат за нивните успеси. Но тој восхит поминува и во лутење и замерка што во нивниот колектив со 4500 работници сето тоа е оставено на еден нивни другар, работник и голем љубител на спортот. Тоа е Мирослав Спировски Мики, кој самоиницијативно е организатор на целиот овој спортски живот. Сите се сложуваат со тоа дека во еден толку голем работен колектив треба и мора да има организирана рекреација за која ќе се грижи референт за рекреација. Човек што ќе ги активира и другите, постарите другари. Барањето на група жени од овој колектив во Друштвото за телесно воспитување Партизан да им се организираат часови за рекреација, нека биде само почеток кон решавањето на најсуштественото прашање, масовното организирано рекреирање на работниците. Домот што го имаат на Попова шапка ќе го направи достапен за сите работници. Дури тогаш, велат тие, ќе видите каква ќе биде нашата продуктивност и колку ќе се смалат одсуствувањето од работа поради болест.